Индиците вработени во млекарата Николови кај Светиниколското село Ерџелија, замештаните се веќе нивни сожители, иако ретко се среќаваат по селските улици за нив, домакините со грст пофални зборови. Јас сам секој ден пред продавница. Ја дали сум ги видел, право ќе ти кажам, 2-3 пати, 3-4 пати овие месеци и пол колку се таму. За проблеми не прават проблеми. А сега колку са мирни таму, колку са... Сум средината, сум селото збор. Ретко испаѓат. Како ги оценувате овие, условно речено, нови жители на Ерџелија? Па не знам како да ти кажам. Те доваѓаат тука, зимат јадење, синоќи седеат тука. Тројца беа. И луѓето вака на прв поглед не изгледат дека се некои агресивни или и мислам дека еден паметен човек тај треба да се однесува во една нова средина кај што доаѓа. Они резервирано доаѓаат. Пример, јас сум ги сретнал во продавница кога доаѓаат по намирници за дневни потреби. Добро. Така резервирано се однесува, чека на ред, нели? Па добри се, не се лоши. Добри се. Работат таму у фармата. Повозрастите селани разговорите со индиците ги препуштаат на помладите, бидејќи, како што велат, тие знаат англиски. Со нас може да се разберат само со пантомима. И што ги комуницират, ние не знаеме, и они англиски, ние. Со тие помладите што се, да. Добра, Ама вика дека се добри дечки, работат, вика многу работни луѓе. Добра, ако мора да комуницираат како со пантомима, како? Ја доваѓа унуку, он преведува. Па мисля, со нас повеќе немаме многу комуникација. Со овие помладици имат комуникација сега. Едното изгледа знае англиски и комуницира со оваа продавница, има англиски што знае дето и преку него купуваат. Сега комуникацијата е на англиски. Сега ние не разбираме англиски. Во еден случај, да речеме, ја со керката бев у продавница, па ете тражи човек леп. И продавачката прашува, вика, која намирница му треба? Или леп, и керката и кажува на продавачката, вика, леп тражи. Но како оди комуникацијата во локалната продавница и што најчесто купуваат? Леп најчесто имат, друго не толку. Добро, а како се разбира? Англиски. Англиски се разбирате, да. Обично само леп барат и друго ништо. Кај нас леп. Други некои намирници карактеристични за нив прашуват ли дали има или? Не сум забележала друго. Некои посебни јадења? Само леп. Да речеме посебни зачини они тоа го барат. Чили. Некогаш, оно чили. Аха. Кетчуп, чили. Да, лудо чили и леп на рибање. Малку повеќе, новите жители на Ерџелија се запознаваат со младите. Еве некои детали за нив. Јас се лично запознав со нив. Зборат англиски. Што знам? Добри луѓе се, не се некои лоши. Што се обично темите за разговор? Па темите за разговор кажуваат дека, нели, прашувам ги каков е животот таму, каков е тука бил подобар за нив. И као демек бил и подобро платен тука кај нас отколку таму. Како се однесуваат спрема вас, спрема? Па многу добро. Тие се сместени горе во фармата, мислам. Таму живеат, да, имат си простори, соби средени. Да. Често излегуваат? Па да ви кажам право сега поради овоа тука што беше празнико Света Тројца, нели имаше турнир и на турниро доваѓа да речеме секој вечер. Како село ги прифативте како свој? Види се селото, не знам за себе, ќе кажам, значи луѓето за мене се окей. Која возраст се тие? Еден е 33 години, што си имам лично запознаено, а другите не знам. Кажуваат ли така од кој дел на Индија? Па да, кажуваа дека се од Индија, кое точно место не знам. Денеска првата група на странски работници за нас беше недостапна за разговор, што не значи дека во блиска иднина и тие лично ќе си ги кажат своите впечатоци од нивниот печалбарски живот во Македонија. Ерџелија, каде денеска телевизиската екипа на ТВ Стар беше присутна, е село помеѓу Штип и Свети Николе, кое прво прима на работа странци кои треба да ја помогнат тамошната економија. Засега се малку, но веројатно ќе ги има многу повеќе, и тоа од повеќе азиски, но и други земји. Која ќе биде следната дестинација на странските работници во регионот, веројатно ќе се знае за многу кратко време.